Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека немал инвестиции во Русија и оти тоа го докажал во документите што му биле побарани од федералните агенции. Тој додаде дека сакал да го отпушти директорот на Федералното истражно биро Джеймс Коми и пред препораките за тоа од Министерството за правда. Во интервју за американската телевизиска мрежа NBC, председателот Трамп прецизира дека во Федералното истражно биро имало превирање и оти затоа сакал да го смени Коми. You had made the decision before they came in the room. I was going to fire regardless of recommendation. Ова беше прво интервју на председателот Трамп откако тој соопшти дека го отпушта директорот на Федералното истражно биро поради грешки во истрагата за приватните мејлови на поранешниот државен секретар Хилари Клинтон. Коми ја водеше истрагата за можното руско мешање во американските председателски избори во минатата година и можните врски на изборниот штамп на Трамп со Москва. Трамп во интервјуто исто така изјави дека немал никакви инвестиции во Русија. Многу луѓе мислеа дека поседувам стамбени згради во Москва, но јас немам никаков имот во Русија, рече тој, додавајќи дека тоа се гледа и во документите за неговата имотна состојба. Во меѓувреме, човекот кој го презеде раководењето во Федералното истражно биро, откако Коми беше отпуштен, Ендрю Маккейб, во Сенатот ги негираше на водите на Белата куќа дека истрагата за руското мешање во изборите немала приоритет. Тој, наведувајќи дека немало досега обиди за спречување на истрагата, додаде дека нема да известува Белата куќа за незиното натамошно напредување. Според некои наводи, неколку денови пред сменувањето, Коми барал повеќе пари за оваа истрага, што ги зголеми страхувањата дека Трамп се обидел да ја подкопа истрагата која би можело да му ја загрози неговата позиција. Маккейб ги отфрли наводите од Белата куќа дека вработените во Федералното истражно биро изгубиле доверба во Коми. I can tell you also that Director Comey enjoyed broad support within the FBI and still does to this day. Доналд Трамп е прв председател по Ричард Никсон кој сменил функционер надлежен за истрага во врска со Белата куќа.